Во обвинителство и во МВР се поднесени докази пред се од медиумите, изјави од политичари кои припаѓаат на албанската етничка заедница и од социјалните мрежи, каде што целосно се омаловажува Македонија, се оспорува постоење на македонскиот народ, македонскиот јазик, па и македонската држава. Како го имиња, дали може да кажете и што е вашето мислење за господинот Гаши кој направи скандал со службени возила во Косово? Дали мислите дека треба да оди од таа позиција? Во врска со имињата да ги оставиме ОЈО да процесуира, да не испадне дека некој ние се го осудуваме пред воопшто да се направи судска постапка, затоа што ние се повикуваме на почитување на правото. А во врска со господинот Гаши, јас мислам дека коалицијата Влен или Вреди, да не се навреда дека ги нарекувам на албански Влен, нели? Еве Вреди, премногу лесно паѓаат на провокациите на Дуи и некако влегува во играта на Ахмети да се докажуваат кој од кого е поголем албанец. Најмал проблем е во земјава патувањето во Косово на председателот на собранието. Поголем проблем загрижува информацијата од МВР дека биле шверцувани лица со службени возила, кои не се пријавиле на граничен премин. И очекувам МВР за тоа да поднесе кривични пријави и за вработените на граничниот премин, и за надлежниот во МВР, но и за шефовите кои се задолжени за обезбедувањето на Гаши или тие што го водат протоколот. Претходно Алијанса тука до обвинителството поднесува кривична пријава против вас за напишан статус на Facebook. Како го оценувате и што ќе кажете за тоа? Па тоа е исто како да ме тужат затоа што ги нарекувам Влен. Шиптар или албанец за македонскиот јазик е едно исто. Кога му се обраќам на граѓанин како шиптар, му се обраќам на негов мајчин јазик. Тие се жалат дека тоа не е така во Србија и во српскиот јазик. Ама тоа ние не сме срби, ниту користиме српски јазик. Јас сум македонец и користам македонски јазик. Ние македонците и во нашиот македонски јазик терминот шиптар е превод, транскрипција од албанскиот збор за зборот албанец и ние не го користиме во негативна и навредувачка конотација. Така да не би ја коментирал повеќе таа пријава или тужба, особено што не сум сигурен се дали доаѓа од Влен или од кој доаѓа, затоа што Албанска алијанса веќе не знам ни кој е лидер. Која партија е, стварно не знам. И затоа и не сакав да ги коментирам од тој вчерашниот ден, додека не се одлучи кој е шеф на таа партија. Добро, зашто тогаш за време на присуствува време користевте термин албанска партија, албанци, албанскиот народ? Кога излегувам на официјални настапи и на јавните медиуми, користам по формален јазик. На социјалните мрежи користиме често по неформален јазик. А кога се обидувам на албанците да им се обратам подиректно, не е прв пат, многу почесто сум го искористил зборот шиптар, кој не е навредлив, туку ви кажувам дека токму пораката е насочена кон политичарите од албанската етничка заедница, односно кон албанската етничка заедница за која барам да објасни зошто еднаш не избери домаќини и еснав политичари за сите да се гордееме со нив. Наместо да ме прашувате вака за Гаши и да имаме секоја недела скандали со албански во наводници, нели, етнички албанци политичари, зошто не се изберат домаќини и еснав луѓе за да немаме такви проблеми? Значи според вас Гаши не е Гаши што е покажува со неговото секојдневно поведение последниве колку денови. И мене ми е жал што, иако лично се познаваме и сме пријатели, не би сакал да зборувам ништо ад хоминем, она кое мене ме загрижува е тоа што Влен или Вреди, се извинувам пак јас на албански, се влегоја во битката да се докаже кој од кого е поголем албанец. Они или Дуи. Сметате тоа политички дека некој ќе се одрази? Затоа што сепак ви се коалицијски партнери? На нас не се коалицијски партнери, ние сме дел од коалицијата Твоја Македонија, непосредно ни се владини партнери, и да, поведението на Влен, барем врз нашата партија, има негативни последици. Што ако Влен? Имаме жестоки реакции од наши членови, симпатизери, поддржувачи, но по широката јавност, бидејќи луѓето сметаат дека нивното однесување не е ништо поразлично од она Дуи, што нас не загрижува. И затоа два пати понудив на настапи на ТВ дневници помош за Влен,
да се издигнат на ситуацијата и да им помогнеме како заедно да работиме на граѓанско општество, како додатна вредност во Македонија, а не да се докажуваме кој е поголем македонец или албанец. Што ако Влен или Павреди, како вие кажувате, бара од ВМРО да ве исфрли од коалиционен партнер? Влен може да бараат исфрвање од кај нив дома, а тоа односите меѓу ВМРО, ДПМН и македонски концепт се наша работа. Имам само што едно прашање во темата, ако не е проблем. Како може? Ми се чини дека има еден месец веќе испративте до МНР допис известување барања, да го наречем, до министерот Муцунски за раскинување на договорот со Бугарија. Имате ли одговор? Дискутиравме со министерот и договоривме посебна средба со експертско присуство за да ги прецизираме сите точки кои Бугарија ги прекрши од договорот и кои се основ, односно де факто се констатира негово раскинување. Меѓутоа дополнително до МНР ќе испратиме сега допис за преформулација на македонскиот јазик кој од албанскиот етнички шовинист Бујар Османи беше испратено кон Европската Унија, каде ќе се дозволи мојот мајчин македонски јазик да го дефинира на негов начин и да го извести светот преку тоа писмо како он гледа на мојот мајчин јазик. Поголема навреда од тоа за јазик и за моето македонско етничко достоинство нема. И тоа бараме од МНР и да се исправи. И секако дека и за тоа ќе разговараме со министерот Муцунски, како коалициони партнери, се разбира. Благодарам многу.